се помолиме. И додека се молиме, не моля да кажете јавно, сите да знаеме што сакате, не. Ама па вие себе се молете. Ама превајте тоа у себе да го искажете, така. Прешепотете го на Бог, ајде, да кажем. Оти знам дека на нас најголемиот проблем ни е додека да се створеме у група на луѓе што сме едно, најголемиот проблем ни е да знаеме еден за друг што се дешава у нашите животи. И тога е многу тешко. Океј? И се молам и за тоа Бог, верувам дека може во мојата генерација нема да се деси да го видам нашиот народ овакај да се труди. Ама верувам дека оваа млада генерација ќе се деси тоа. Овај наш народ ќе видиме сите сврзани едни за други. И ќе му дадеме слава чест како што долику. А ако па случајно некој го отвори срцето за време на песната или молитвата и да каже: ајде да се молиме сите заедно за тај проблем. Тука сме да се молиме сите заедно. Халелуја. Амин. Ајде да му дадеме слава на Исус. Татко Небесен, Исусе Христе, предавам у Твоето присуство, Исусе. И те молиме, Татко Небесен, помазај секој еден Исусе со Твојот Дух Свети. Секој еден од нас да осете вистинската радост која што доаѓа од Тебе, Татко Небесен. Да осознаеме дека нашите вересни желби се крајно не споредливи со тоа ти што сакаш да ни го дадеш. Ти какви сакаш да не направиш да живееме по начин ти што си го создадел за нас. Добро така да се да живееш во присуството Твое. Гледам моите деца сега, како многу деца ми по свету заборавија за својот татко. Секој ден подава трака и покоруваат се на друг татко, повредуваат го моето срце. Цркво, доаѓам за Тебе јас, спремна ли си, кажи, да ме пресретнеш ти. Чедо, доаѓам за Тебе јас, спремна ли си, кажи, да ме пресретнеш ти. За Теб го оставив небесниот Бог, се понизив за Тебе јас, за да Те видам спасен. За миг не Те напуштам, ја знај, не држам Те во мојата рака, да Бога си во мојата душа. Ostavim
останете татко небесен. И јас знам дека секој ден поверка. Кој ќе седи помазан татко небесен. И ќе знае колка е голема твојата сила татко небесен. Колко е благоугодно да се живее у твоето присуство татко небесен. Една порака што секој треба да слушне на тој дека Исус иде. Дали си спремен да го пречекаш? Што ќе направиш ако Исус дое вечер? Која ќе е твојата прва работа што ќе направиш ако ти некој каже дека Исус сигурно иде оваа вечер? Дека сигурно ќе дое. Што ќе направиш? Направи го сега. Затоа што Исус иде. И размисли или ќе бидеш грабна, или ќе бидеш оставена.